Најнапред, благодарност до Филозофскиот филмски фестивал за поканата да учествувам и јас, да бидам еден дел од него. И како да се зборува после овој прекрасен филм. Не знам дали се согласувате, меланхоличен многу, но како и последната сцена што ја видовте, Бадју се враќа, значи од тунелот, од светлината, тој беше таму некаде ослободен, но се враќа за сите нас што сме во некоја пештера се уште, платоновска, македонска, човек кој што зборува за сегашноста, за нашето време, филозоф кој што живее со нешта како што се покемон или председателските избори во Америка, ако сакате и за сите избори во светот. Ние неодамна излеговме од едни такви избори. Бадју што би рекол на тоа? Вели, изборите се само промена на власта, но не и на општеството. Значи, во таа смисла, кога го погледнав филмов, се размислував како да зборувам за овој филм, кога веќе вие добивте некое собствено чувство за овој грандиозен човек. Се вели, самиот кажува дека е славен, и тоа без лицемерие, и тоа со право. Славен е целиот свој живот. Значи, од своите 20 години па до крајот на животот е славен човек. Значи, во филозофијата ретко можете во своите 20 да бидете на иста маса, како што видовте и во филмот, заедно со Пол Рикер, Джордж Кангуем, со Мишел Фуко, со Дина Драјфус да разговарате, тоа да биде снимено, тој да биде главниот водител, интеракцијата да ја одржува. Со паузата која што секој француски филозоф си ја зима за себе од ние 10 години, кај Фуко, кај Делез, кај Бадју. Па се до последниве години, велам, овој човек е неуништив, е славен. Но јас не би можела да зборувам за филмот, би го нарушила, би се рекла, вашиот личен впечаток. Ке зборувам за мојот личен филм. Онака како јас го доживеав Бадју, како се појави тој во мојот живот, зошто се појави, која беше вистинската почетна точка, што се конфронтираше со него, што заедно чувствував со него, наспроти, да речеме, академската филозофија, она што сум го чувствувала како студент, Бадју подоцна го формулирал во прекрасен еден есеј, и јас се пронајдов во тоа дека универзитетот е некакво стврднување, јазол на знаењето. Неговите примери во филозофијата се Платон и Сартер. Едниот е востановувач на универзитетскиот дискурс, другиот никогаш не бил дел од универзитетот. Се обидува и самиот вели да направам синтеза, иако изгледа невозможна, да се направи помеѓу овие два филозофи. Затоа реков, нема да зборувам за филмот, но ќе зборувам за мојот личен филм. И затоа ова излагање го насловив Симптомот Бадју. Како Бадју се појави во мојот живот. И тоа го конципирав во 3 точки, иако подетално се занимавав и со некои други теории негови. Првиот беше иницијалниот односот со Жил Делез. Кога пишував за Делез, пишував за мојот прв семинарски труд, кој деновиве го читам и би го подпишала потполно истиот со некои мали измени, со платонизмот на Бадју. Значи, едниот изразит антиплатонист, овој изразит платонист, а мене ми се поврзаја во некоја мојот филозофски диапазон. Тоа беше првиот симптом. Вториот беше односот на вистина. На вистината, зашто кај Бадју, како и кај Фуко, се навраќаме на овој класичен, би се рекло, поим на вистината, кога сите во постструктурализмот, во постмодерната, се обидуваат да ги растворат овие поими. Кај Фуко и кај Бадју тоа е цврст поим кој што гледате и во филмот до крајот. Вели не настанот, но вистината е таа која што го одредува настанот. И третиот симптом беше антифилозофијата на Витгенштајн. Ке започнам од првиот, од мојот омилен, долги години истражуван филозоф Жил Делез, на кој што овој се обидував и јас како Бадју.
тој се обидува Сартар да го надмини, минувајќи ни Сартар. Јас барав начини како да се извлечам од Делез, долги години, тоа беше со помош на Бадиу. Ете видов на крајот, кога се обидуваш од твојот омилен лик, да ставиш нешто настрана. За мене таквото отрезнување, не отфрлање на филозофијата, затоа што она што го кажал Делез не може никако да се отфрли, но обид да заземеш еден поинаков, малку подистанциран однос. Без оглед што велам, она што го напишал Делез и она што јас сум напишала во некои мои почетни обиди, стои како такво. Реков, овдека се сопоставија два филозофи грандиозни, би се рекла, Делез некој 20-тиот век го нарекуваат векот на Делез. 21-иот не сум сигурна, може би Бадиу ќе биде, затоа што гледате неговиот живот е всушност парадигмата, се обидува да го игра животот на Делез. Ке речите како го игра животот на Делез. Едниот, реков изразит антиплатонист. Делез е антиплатонист, тој не може да го прифати светот, тој вели филозофијата е Одисеја, во која што ќе треба да се надмине Платон, а ако не може да се надмине, тогаш да се преформулираат проблемите на Платон. И тоа го прави на својот собствен начин, велејќи дека всушност поделеноста на светот, помеѓу светот на суштините и светот на појавностите, на никаков начин не може да биде посредуван. Значи, она што го кажува Платон со неговиот логос, тоа сите кажуваат дека е транслогос, како Ахерон, она позната река од античката драма, од која што се протега меѓу двата светови, на никаков начин не може да воспостави однос помеѓу двата света. Овој логос, кој што може би наликува на Хераклитовски логос, кој што тешко може да се разбере, кај Платон овој логос нема ехо. Ниту може да се чуе, ниту може да се разбере, и затоа оваа подвоеност на световите е недозволива за Делез. Тој вели на кој начин ќе се искаже светот на појавноста за идеалниот свет. Ниту начините кои што самиот Платон ги презема не се доволни, но се обидува, вели, и тоа е еден антиплатонизам кај самиот Платон. Тоа се, според него, она кое што се фантастите или виртуелното. Е, тука на тоа место се појавува Бадиу. Тој смета дека и Делез е платонист. И тоа го пишува во својата книга посветена на Жил Делез, Clamor of Being, или Врева на битието. Јас подобро би рекла дека преводот би бил Бунило на битието. Овој филозоф кој што пишува за Делез, всушност во 60-тите години, ако се вратиме назад во црвените години, значи на бунтот, Бадиу беше филозофот кој што упаѓаше на предавањата кај Жил Делез и брутално ги нарушуваше. Сметаше дека интелектуалецот не смее да биде во аулата на факултетот, туку треба да биде во Рено, во Ситроен, таму каде што се студентите, таму каде што се работниците. Сметаше дека овој филозоф, без оглед што Делез ги поддржуваше протестите од мај 68-та во Франција, не смее да седи зад катедрата. Тоа е, да речам, мојот првичен однос или контакт со Бадиу во однос на филозофијата, во однос на местото на интелектуалецот и особено на професорот по филозофија. Кој е тој, каков треба да биде и што треба да продуцира. Смета дека сепак и кај Делез може да се најде известен платонизам, реков, а тоа е на најдолната оска, тоа се виртуелното, кај Делез виртуелното ја означува можната ситуација, на еден можен свет кој не се појавил, но сепак ги има сите параметри на сетилното, на врутокот, на она кое што го нарекува Делез сентиентум. Значи, во сентиентумот, раздвиженоста, прокрвеноста, сетилноста од овој свет всушност покажува нешто повисоко. Ете, тоа е, тој би се рекло, платонизам во очите на Бадиу кај Делез. Велам, тоа се филозофи кои што цело време корелираат, цело време. Кога Делез вели, филозофот не смее да се занимава со диалектика, не смее со дискусија, затоа што дискусијата е бесплодна и не води никаде, најдобро е да се повлече, на известен начин Бадиу, гледате, цело време на празна сала зборува. Во филмот на Годар,
Бадју исто така е глумец, таму не е театарски како што беше до сега видено дека го глуми Сократ, но таму е предавач и предава во празна аула. Значи, би се рекло на известен начин Бадју го живее животот или сонот или пишувањето или ако сакате филозофијата на Жил Делез. Но на што уште едно нешто ги поврзува е дека се на истата Платонова оска. Делез се наоѓа на најдолните гранки, каде што се и Касија и Конес фантаста, а Бадју е на повисоките, каде што е дијанојата, односно математиката. За Платон овде ништо самиот Бадју не кажа, зборуваше цело време за пештерата, за сонцето, таму што свети, кое што не можеме, ние што сме внатре во дупката, можеме да го насетиме, свети може би не пече, но не и да излеземе. Всушност не ја кажем вистинската причина заради или поради која што Бадју е платонист, а тоа е математиката. Неговата математичката теорија сметај и тоа во платоновска смисла дека математиката се математички ентитети, а не само нешто кое што, како да речеме кај Лајбниц или кај Аристотел, математиката се однесува за идеалните суштини или ако сакате за измислените, кај Бадју математиката е реална. Затоа, тоа е уште повисоката или би се рекло, по суштинска врска, отколку што е метафората на пештерата. Но гледате, цело време живее и зборува за Платон и токму можеби мисијата на Бадју е нам да ни помогне да излеземе или рака да ни подаде од она кое што е овде долу, во темнината, закоравено, укочено, без можност да се заврти, без можност да види, туку да ги гледа само сликите. Една од тие слики кои што постојано циркулира пред нашите очи според Бадју, се парите, комуникацијата, сликите, сето она што не извлекува. Филозофијата вели има друга поента. Филозофијата треба малку да не извлече. Дали сонцето е таа пауза, тоа време кое што ќе ни дозволи да мислиме или да го обмислиме светот, не знам дали ќе успееме да го ствариме овој идеал, ако не идеал, барем императив на Ален Бадју. Вториот симптом се однесува, би се рекла, на клучниот поим кој што го интересира Ален Бадју во неговата филозофија, а тоа е поимот на вистината. И јас го исследував во однос на вистината како валентен поим помеѓу Мишел Фуко и Ален Бадју. Кај Фуко вистината секогаш беше во однос на знаењето, а кон крајот на животот и во однос на субјектот, значи на себе си. Она што кај Фуко беше вистина, беше грешка на вистината. Таа вистина е утврдена, доминантна, она која што угнетува вистина. Она која што е вистина изложена, вели Фуко, на долгото печење на историјата. Значи, својата непроменлива форма ја добила поради долга изложеност на историјата, а вели интелектуалците се орудија на оваа грешна вистина, Фуко. Зошто? Затоа што ја транспонираат оваа вечна вистина во социјална и општествена пракса. Затоа Фуко не признава интелектуалци. Вистината, вели Фуко, е она која што е хазардски конфликт, една неиспишана историја, заборавот на времето, процеп, ако сакате, на екзистенцијата која што излегла од оваа угнетувачка вистина под наводници. Оваа вистина која што ќе излезе е всушност само еден дел на вистината, затоа што за Фуко вистината е само низа од корисни интерпретации. И довде Бадју може да се согласи со Фуко. Но понатаму веќе кај Бадју вистината е еден ненормен процес. Нешто те обзема, дури не сакајки, може би си ти дел од таа вистина. Вистината може и како вечна вистина да се прикаже кај Ален Бадју. Но тој вели, тоа ќе биде вистина на сите вистини во една ситуација. Тоа е вечната вистина. Оваа вечна вистина, мај 68-та, Револуцијата француска 1792. Значи тоа се настани посебни ситуации, но заради вербата дека овие можат да предизвикаат некои последици, да се генерираат во иднината, станува вечна вистина. Но
е вистина на своето собствено време. Значи, единствена, ако сакате, дури и со распад на целото минато. Во процесот на оваа вистина, на генерирањето на вистината, вели Бадиу, се индуцира субјектот. Значи, за да се роди нешто како вистина, кај Ален Бадиу имате цела една теорија. Тоа е тежок еден, овде како видовте неговиот биографски површниот однос, но да ја сватите само концептот на вистината, ќе ви треба сите книги да ги прочитате, или ако ништо друго, она што го гледавте како шеми во неговите тетрадки, како што е Логика на световите или Битие и настан. Тоа се енормни, огромни, би се рекла, дела математички, аксиоматски, ако сакате. Континентален филозоф што пишува аксиоматски, аналитички, би се рекло. Поимот на вистината да го разгатне со предуслови кои што се необјаснливи, кои што се неименливи, кои што се неодделливи, кои што се генерираат, значи некаков сет, математички некаков генерацијски сет, и тоа да биде во иднината како вечна вистина. Овој термин вечна вистина ве упатува на некаков тоталитет, на нешто што ќе биде заокружено, но таа вистина е само една единствена. Целото минато пред неа е распад. Се појавила како процеп, како пукнатина, како ненадејност, но во формулирањето на таа вистина, реков, може да учествуваме и ние, не само како поединци. Бадиу не признава поединечен субјект. За него субјект е секогаш нешто што се продуцира, што се создава, што се генерира. Не може човек, затоа и тој самиот, без оглед колку ви делува суетно кога ќе рече бев најславниот човек од минатото па до сега. Тој е само едно камче што учествува во вистината и бил еден дел од настанот. Бил еден дел, да речеме, на факултетот, кога предавал, не знам, за Рудолф Карнап, и никогаш неговото второ предавање не се случило затоа што политиката го вика. Бил учесник во 68-ма, бил откажувајќи се од целосно од филозофијата, посветувајќи се на политиката и во тој внатрешен екзил филозофски повлекувајќи се. Сето тоа се само начини за прикажување на вечна вистина, која што може да е изблик, како гейзер, ненадејност, нешто кое што е произлегува не од нужноста на времето. Кај Бадиу, помеѓу вистината и времето нема нужност. Она што тече е едностранна, линеарна, закоравена вистина, која што е на линија на знаењето, затоа тој не е филозоф, ако се послужиме со хераклитовски јазик, полимат. Значи не е сезнајко без разлика што неговите дела се за сите области, туку е вистински филозоф истакнувајќи својата уникатна димензија во една ситуација или во еден настан. И конечно, да не должам многу, антифилозофијата на Витгенштейн низ очите на Ален Бадиу. Кога студирав, јас бев една од првите генерации кои што го учеа предметот филозофија на јазикот. Значи, на филозофскиот факултет, и во тоа време немавме структурирана настава, туку заедно со професорката Панзова, така да се каже вод, го создававме нашиот испит и поекстензивно се занимававме со малкумина, но велам поекстензивно филозофи. Меѓу нив беше, се разбира, Расел, Саул Крипке и неизбежниот Витгенштейн, за кого додека учев, така стоеше во книгите, го декларираа како најзначајниот филозоф на 20 век. И одеднаш најзначајниот филозоф дојде да биде антифилозоф во очите и во филозофијата на Ален Бадиу. Мене ме интересираше зошто на кое што го учевме, веќе станува на извесен начин первертирано кај Ален Бадиу. Зошто од филозоф стана антифилозоф. И од 90-тите, всушност, Ален Бадиу се занимава со антифилозофијата, неколкумина ги има така избрано, иако листата е подолга, но тројца се главни. Тоа се Фридрих Ниче, Лакан, неговиот учител, и се разбира Лудвиг Витгенштейн. И
антифилозофијата сега доаѓа во контекст на филозофијата. Зошто антифилозофија? Затоа што Бадиу смета дека софистиката и антифилозофијата се смртни непријатели на филозофијата. И се обидува да се пресмета филозофски со овие антифилозофи. За сите пишува предавања и книги и екстензивно неговото предавање за Витгенштейн излегува во лапидарни некои во лапидарна форма како антифилозофијата на Витгенштейн. Велам, антифилозофијата и софистиката ги гледа како непријатели број 1 на филозофијата, иако кај Бадиу не можете да најдете позитивна дефиниција за тоа што е филозофија, а цело време се бори всушност за неа и во името нејзино. Најпрвин софистиката, тој ја смета како контрадикторен мултиплицитет на поими, значи нешто кое што само ајде да одам побрзо, ги генерализира во 3 точки. Софистиката само генерира искази, двојниот исказ е нејзиното главно оружје и оваа борба, овој полемос помеѓу исказите е врвот на софистиката. Циркуларноста, периодичноста, би се рекло, се само едни од аспектите во кои софистиката го уништува субјектот, настанот и вистината. Овие 3 нешта, ова тројство за Бадиу не постои во софистиката. Што е со антифилозофијата? Зошто овие тројца особено, Ниче, Лакан и Витгенштейн се антифилозофи пар екселанс? Затоа што се обидуваат на местото на филозофијата, сите сметаат дека таа веќе е на својот крај, треба да се замени, треба да дојде нешто што ќе биде настан. И сите во различна форма, да речеме, Ниче е археполитички десигниран кај Бадиу, Лакан е архенаучно, а Витгенштейн археестетски. И сега си велите што зборува Бадиу, дали е во тек, ова е на логичко-лингвистичкото пледоаје зборува цело време Витгенштейн. Од каде е естетиката? Самиот Витгенштейн дава доволно докази за тоа, кога на почетокот, во предговорот на својот трактат, вели, вториот дел на трактатот кој што не е напишан е всушност најважниот. Значи, вториот дел, естетскиот и етичкиот дел. Естетиката и етиката за Витгенштейн се едно исто. Всушност, се најважниот дел кој што е требало да го напише, меѓутоа непишувањето всушност покажува дека човекот, филозофот, ставил точка на филозофијата и на негово место дошол актот, не дошла филозофијата, затоа што филозофијата е полна со бесмислици, таа не е само, не се расправа со вистините, со лажни искази, но таа е исполнета со бесмисленост. На местото на бесмисленоста треба да дојде нов животен акт, би се рекло мистично нешто. Она што е мистично вели не дека животот е свет, не каков е светот, но дека е свет во смисла светост, божественост, обоготвореност. На местото на она што не може да се искаже. А тој вели логиката за што би се искажала, за тавтологиите или за негациите. Едните се апсолутно вистинити нешта, за сите кои важат, другиве контрадикции никаде не важат. Тогаш логиката не би можела да се искаже, светот на случајноста не можеме да го не може нашиот филозофски, ако сакате кантовски кажано, процепот останува помеѓу феноменалното и она што е ноуменално, светот на суштините. Единствено што за антифилозофот останува актот, тоа е неговиот мистичен, би се рекло, филозофски револт. Зошто, например, Бадиу, преземајќи нешто од Витгенштейн, ќе ја нарече својата филозофија, реков негативно, бесмислен акт е филозофијата, па сепак рационална, ќе треба и подлабока, би се рекло, може би цел еден живот да се проучи она што е интенцијата на Бадиу, филозофијата да стане, што е интенцијата кај филозофијата кај Бадиу, да ја разгатне вистината од лавиринтот на значења. Значи, постои вистината, но ние сме вмрежени во лавиринт на значења, дали се тоа софистички, антифилозофски, психоаналитички, вистината ќе треба филозофот да ја разгатне со својот, да речеме, конкретен пример или дел од некој генериран математички сет. Кога велам генериран математички сет, кај него математиката е двојна.
онтолошка и логичка. Значи, учествува во, би се рекла, во праксата, во светот, има онтолошка некоја заснованост, платоновски кажано, ако сакате, учесник, ентитет во светот, но и логичка. Кажува на извесен свет, но не само за еден свет. Затоа математиката кај Бадио е на повисоко место од логиката. Би се рекло, анцила е логиката на математиката. Тоа е моето излагање, доколку имате прашања или интерес. Ти благодарам, Марија, за ова во духот на филмот Интимна филозофска одисеја. Да. Твоја интимна филозофска одисеја. Сега би ве поканила да и поставите на Марија прашања, да споделите ваши коментари или импресии од филмот и од нејзиното предавање секако. Можете ли да ми објасните што Ален Бадиу подразбира под комунизам и второ со Славој Žižek си се одредуваат као неокомунисти. Славој Žižek во време на социјалистичка Југославија беше член на Сојуз на комунисти на Југославија. Второ во Словенија беше во некои раководни функции така натаму. Па се прашувам зошто во тоа време не се залагал за корекција на социјализмот и да не се распаја, а сега откако се распадна тотално, повторно сега се бара и се повикува нели, на таа идеја и така натаму. Ален Бадиу не живее во социјалистички општества и на некој начин за мене е оправдано. Но што и како имате ли вие некое согледување, што размислува под поимот комунизам? Мојот, да речам, интерес беше повеќе епистемолошки, доколку насетивте онтолошки, во истражувањето на филозофијата на Ален Бадиу, но допирна точка е се разбира политиката. И тој не пишува за политика, но пишува за метаполитика. Кај Ален Бадиу сите, ако сакате, сите концепти бараат предуслови за да се родат. За вистината тоа беше неопределеното, неименливото, Бекет го веќе насетувате дека Бекет има тука влијание, сет теоријата на Расел. Значи, за да се роди вистината, најчесто има по 4 фактори кои што неизе треба да ја родат. Исто и политиката. Не постои политички систем кој што Ален Бадиу би го прифатил. Туку само услови кои што ќе можат да доведат до појавување на некоја политичка идеја. Кај Ален Бадиу нема концепт кој што ќе биде дефиниран. Затоа не пишува книга за филозофијата. Делез пишува што е филозофијата. Ален Бадиу целиот негов опус е за филозофијата, но не пишува книга што е филозофијата. Ме разбирате? Нема, да речеме, категорија being qua being, или за субстанцијата, или за вистината. Кај Ален Бадиу не е вистината на почетокот, па ние потоа аксиоматски да ја докажуваме. Вистината горе стои исто како филозофијата. За филозофијата се потребни и политика, и наука, и љубов, ако сакате, и уметност. Значи, ова 4-члена шема, доволна за да се роди филозофијата, ја вклучува и политиката. Зошто не може? Самиот, знаете, во 60-тите години се откажува од комунистичката партија од Франција. Самиот формира своја партија, меѓутоа таа не го зазема местото на комунистичката партија, не го замаглува. Што е поентата на комунизмот на Ален Бадиу? Дека времето на таа идеја постои, меѓутоа условите не се формирани за да може да излезе, да еруптира, да направи дупка, би се рекла. Ако сакате, диахронија во времето, излез од времето, некој бајпасирање. Затоа тој се уште е комунист, со Žižek тоа никогаш нема да го отфрлат, меѓутоа идеите на комунизмот во маоистичк, тој беше маоист, значи комунист во најтврдата варијанта,
кога упаѓаше на предавањата на филозофите и ги прекинуваше. Смета дека револтот, бунтот е, како се каже, услов и за филозофијата. За да се роди комунизам според него, значи за да дојде таа идеја, потребни се тие услови, а најверојатно идејата на оваа циркуларна капиталистичка шема на однесување се уште многу силна, но доколку се родат жаришта, што ќе генерираат, значи не само на едно место, но ќе генерираат низ цел свет вмрежување на таквата идеја, може би во мислата на Ален Бадиу би дошле и до комунистичко општество. Барем би дошле по едно поправедно општество. Дали некој друг би сакал да постави прашање? Ќе почекам уште малку. Може би ќе се... Едно прашање за најкрај. Едно прашање. Прекрасно предавање. Што е филозофски и филмски фестивал? Како гледате кога знаност, како практици, како филмот и филозофијата? Не уметност, а конкретно филмот. Ваше мислење? Очигледно, поаѓајќи од ова пракса во француско општество да се вмрежуваат различни практики, ова дури ми делува и како востановена пракса. Значи, дури нешто и би требало ние да внесеме новитет, обид да вмрежиме помеѓу филозофијата и филмот уште некој чинител, уште некој субјект, значи субјект кој што е невидлив за нас, но кој може да стане субјект, да се индуцира, да произведе нова, би се рекло, општествена, социјална, политичка, научна, ако сакате и културна нова практика, дека филмот и филозофијата можат да продуцираат такво едно ново разбирање. Би се рекла, може би дури и поточно разбирање на светот. Често пати со филмот се занимаваме само од естетската гледна точка. И филозофијата ја тангира таа, значи не интересира вредноста од естетска гледна точка. Меѓутоа, филозофијата не е само естетика. Гледате таа, кај Бадиу не е поделена на дисциплини, туку на предуслови кои што овозможуваат појавување на една филозофска идеја. Тука немаше ни гносеологија, ни математика, тој не зборува за тие посебни, веќе ги има инхерентни во својата, би се рекло, идејата за филозофијата. Иако филозофијата можеби ќе се појави на крајот, немаме почетна точка. Она што овозможува оваа констелација нешто да изроди е неповторлива. Дали може уште нешто да се вклучи, е можеби знак за прашање, за размислување, некоја нова конотација да ставиме во односот помеѓу филмот и филозофијата, како би се рекло генерички начини на промислување на реалност. Ако може. Ајде, Марти. Благодарам прво на извареното предавање. Сакам да прашам дали имате некои дополнителни сознанија во врска со Бадиу, дали се бавел со филозофија на науката, со епистемологија, бидејќи на почетокот во филмот беше споменато дека тој треба да интервенира во науката, во таа логичко реконструкционалистичка фаза на филозофијата на познанието, на филозофијата на науката, речеме да го поведе субјектот во науката. Па дали има некои имате по-детални сознание или Бадиу да има некои по-детални? Имам сознание за неговиот однос кон современоста. А современоста, знаеме, е доминантно технолошка така. Но него го интересира современоста во филозофијата пред се и таа ја гледа во три филозофски струи: херменевтиката, аналитичката филозофија и постмодерната. Херменевтиката, вели, е доминантно германска филозофија, а ако се сеќаваш на еден дел од филмот, вели, филозофијата не е германска филозофија, ниту француска така. Значи, херменевтиката ја смета за германска филозофија, значи произлегла од таа традиција и се занимава само со интерпретација, вели.
се обидува да го интерпретира она што е скриено, латентно, заборавено, поаѓајќи од Хајдегер па натаму, да излезе низ отворот, а тоа и поентата на херменевтиката, да се види односот помеѓу битието и нашата поединечната екзистенција. И во тој случај херменевтиката се занимава со интерпретација. Односот во херменевтиката, ако сакаш, е според Бадиу однос помеѓу јазикот на науката или на техниката и јазикот на филозофијата. Едниот сака да стане, така да се каже, во заборавот на филозофијата, а да станеме ние изгубените во јазикот на науката или на техниката. Вториот сегмент е аналитичката филозофија. Бадиу е исклучителен познавач на аналитичката филозофија, Рудолф Карнап, Виенскиот круг, тоа сето во малиот прст го носи, а припаѓа на континенталнава филозофија. И сега, што е, вика, поентата на аналитичката филозофија? Таа, вели, се занимава на ниво на искази. Сето што се случува во исказите е всушност раздвојување, смислени од безсмислени искази. И третиот, постмодерна, да не должам, се однесува на она кое што се однесува на дискурзивитетот, раскинување со категориите од 19 век, како што се хуманизам, револуција, пролетаријат, не знам, идеалот на науката. И постмодерната сака тие, како да кажам, кочанети поими, да ги разводни во едни нечисти мисловни практики, во лажен некаков дискурзивитет, приближен до би се рекло, до уметничкиот. Но сите тие, вели, се на ниво на јазикот. Логичко, лингвистичкото ниво е нивото на филозофијата, на современата филозофија во 20 век. И на херменевтиката, и на аналитичката филозофија, и на постмодерната. Бадиу вели, јазикот е трансцендентното на нашето време. Значи, трансцендентно, што не покри, не можеме да се пробиеме, јазикот одредува се, во логичко-лингвистичката структура само ќе ја бараме и смислата на животот, и субјектот, и вистината, или ќе ги раствориме. Она што е трансцендентно, она што е непробивливо, се обидува со својата филозофија. Велам, тоа е, Бадиу обожава шеми, виде, само логика пишува, шематски да ги вглоби нештата. Но сите тие нешта никогаш не се ниту категории, ниту предикати. За Бадиу метафизиката е предикат, обид да се дојде до предикатот на непредикабилното. Значи, се она што останува надвор, се обидуваме да го најдеме предикатот, меѓутоа повторно не можеме теоретски, целосно и докрај да го заокружиме. Останува само оваа верба, тој што ја нарекува на крајот од филмот, верба дека повторно некоја идеја ќе се роди, повторно таа идеја ќе заживее во некоја друга мисла, во некој друг генерички сет, во некој друг субјект. Повторно ќе речам, субјект за Бадиу не е сингуларен екзистирачки поединец. За него субјект е некој кој што ќе може да носи не самиот тој, без оглед што бил врвен целиот свој живот. Тој сам не може да ја носи ничија идеја. И затоа и науката, и јазикот се под ова што го нарекува тој вистина на сите вистини во една ситуација. Дали има уште некој прашање? Јас би сакала само едно мало кратко. Ајде. Може би малку лично, интимно. Јас и Марија припаѓаме од една иста менторска традиција, можам да кажам, античка филозофија. Сакам да те прашам, кој е филозофскиот настан кој што практично те привлече кон французиве? Очигледно интимно те вовлекле? Најверојатно револт некаков. Ја се доживував како антиплатонист, како студентка. И тоа е тоа. И на таков начин и Делез и останатите влегоа во мојот живот. А сега купувам книги за Платон, значи тоа е чуден настан, нешто се случува поинаку. Со филозофот не сте до крај начисто што ќе биде до крајот.
Благодарам, Марија. Ти благодарам за извонредното предавање. Се надевам ќе се видиме во некоја една филозофска прилика, исто така прилика. Благодарам и вам. Би сакала да ве поканам на следните настани од 18:30, 10 минути постар, како увод во Мостови на времето, а после тоа дели и прашања и одговори со режисерката Кристина Бриеде. Ви благодарам.